Првите искуства од дејствувањето на делегацијскиот систем во Прилепска општина упатуваат на заклучокот дека во оваа насока се постигнати почетни, но мощни значајни резултати. Општ е впечатокот дека во сите средини се чувствува засилена активност на делегатите и на членовите на делегациите, со желба да се даде придонес кон доизградувањето и усовршувањето на делегатскиот систем. И што е мощно и значајно, во повеќе средини е сватено дека остварувањето на делегатскиот систем е битна општествена задача и представува чекор напред кон што поорганизирано решавање на проблемите во работните организации, местните интересните заедници и другите самоуправни заедници. Првите, почетни, но позитивни резултати во функционирањето на делегатскиот систем најдобро може да се видат од работните состаноци што ги одржа Координационата комисија за реализација на новите устави при Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите во Прилеп, со делегатите и секретарите на основните организации на Сојузот на комунистите. Делегатите и секретарите на основните организации на Сојузот на комунистите на овие средби дојдоа мощно подготвени, дадоа повеќе забелешки, покренаа значајни иницијативи кои ќе послужат за што поорганизирано оспособување на работните луѓе и граѓаните во нивното поголемо влијание на соборите на собранието во работните организации, местните и интересните заедници. Во прилог на оваа констатација да наведеме дека во некои работни организации, како во дрвно-индустријскиот комбинат Црн Бор, фабриката Партизан и фабриката за пиво и слад Јоска Ордановски, во акционите програми, меѓу другото, се набележани посебни задачи на комунистите за што поцелосно и подоследно оживотворување на делегацијот принцип. Во општите настојувања за што побрзо заживување на делегацијот систем во општината во Прилеп, посебно внимание заслужуваат напорите за што попотполно, поредовно и поефикасно информирање на работните луѓе и граѓаните, односно делегатите и делегациите, што е впрочем еден од битните предуслови за успешно функционирање на делегацијот систем. Во оваа смисла се прават напори за изнајдување на што попогодни форми за информирање. Во Општинското собрание се вршат последните подготовки за излегување на делегатски информатор, каде што во скратена верзија ќе бидат објаснувани материјалите што ќе ги разгледуваат соборите на собранието. Се предвидува секој член на делегацијата да добива по еден примерок од овој информатор. Досегашните акции, како и резултатите што се покажаа во овој краток период од функционирањето на делегацијскиот систем, ветуваат дека натамошното развивање и усовршување на делегатските принципи уште поуспешно ќе се врши во практиката, која впрочем е и најдобра школа. Се викам Слободан Темелковски и член сум на делегацијата при Тутунскиот комбинат Прилеп, а во исто време и делегат во Соборот на Сдружениот труд при собранието на општина Прилеп. Другар Темелковски, на кој начин ја вршите функцијата како делегат? Функцијата како делегат во новата поставеност на делегатскиот систем, во нашиот општествено-политички систем, ја вршиме пред се во редовните контакти со делегациите. Имено, пред секоја седница на собранието на општина Прилеп ние одржуваме состаноци со членовите на делегациите, на кои ги разгледуваме прашањата кои се на дневен ред на собранието и во исто време завземаме ставови. Првите искуства од работата на делегатскиот систем, конкретно во нашата работна организација, можам да кажам дека се позитивни. Што не значи дека се е совршено и дека овој делегатски систем понатаму не треба да се усовршува и недоградува. Кога го велам ова, пред се мислам на тоа да овие состаноци, односно собори на делегациите, се одржуваат почесто и на нив се разгледуваат сите прашања што се од важно, односно од битно значење за работата на нашата работна организација, односно пред се за делегациите и делегатите, за да би ние, како делегати и представници, можеле да заземаме соодветни ставови во надлежните собори при собрание. Другарке Тренковска, дали наидувате на некои потешкоти во остварувањето на вашата задача? Во остварувањето на моите задачи, јас како делегат на општествено-политичкиот на собранието во општина Прилеп и како делегат на основната организација на Здржен труд во Тутунов комбинат, наидувам на тешкоти во обемноста на материјалите кои што во доволна мера не можам доволно да ги разгледам, затоа што тие се многу опширни, а една скратена форма на тие материјали многу би допринесло за поефикасно информирање на членовите за делегациите и за поактивно учество на тие седници. Другар Тинтовски, како се одвива активноста на местната заедница во Бончејца?
Положајот на делегатот, односно улогата на делегацијата во местната организација Бончејца во текот на овој краток постделегатски период може да се забележи дека има постигнато завидни резултати. Како резултат на сето тоа, можеме да кажеме дека во овој постделегатски период одржани се неколку собири на делегацијата во кое што треба да се укаже на тоа дека се забележано посебно прашајна, односно се третирани прашајна од областа на комуналите и прашајна кои се резултат на материјалите што доаѓаат од собранието на општина Прилеп. Во наредниот период потребно е поголемо внимание да се обрати на следните прашајна: збогатување и поголема еластичност на дневните редови на собирите на делегациите. Второ, формирање услови за поголемо контактирање на членовите на делегациите преку формирање на една хомогена целина на делегацијата. Трето, поголема соработка со општествено-политичките организации. На тој план, во текот на наредниот период и во овај пред новогодишен период, делегацијата изработи своја програма која што ги офаќа следните прашајна. Имено, на последниот собир се договоривме делегацијата еднаш месечно да одржува редовен состанок и тоа 15-тиот ден во месецот. Второ, во дневните редови на делегацијата се внесат прашајна кои што се од интерес на секојдневната пракса на работниот човек, од интерес на местната заедница, од интерес на општествено-политичките организации, потоа прашајна кои се одраз на соработката на делегациите од другите местни организации, како и стекнување на искуства од самоуправните интересни заедници. Исто така, за да членовите на делегацијата се идентификуваат со делегатскиот принцип, потребно е во текот на наредниот период да се обрати внимание на идејното изградување на членовите. За таа цел, местната организација на Бончејца, односно делегацијата од Бончејца, изработи посебна програма. Како се одвива активноста во стварувањето на делегатскиот систем овде во комбинатот? Делегатите во повеќе случаеви навистина настојуваат како делегати, истакнувајќи ги своите предлози и мислења за свесно и наменско користење на средствата со кои располага. Се разбира, со такво едно наменско користење и располагање со средствата се доаѓа до поголема продуктивност и поголеми лични доходи. Материјалите кои ги добивам од собирот на Здружен труд при општинското собрание ги разгледуваме со на своји соодветни начини. На кој начин ги разгледувате? Материјалите добијани ги разделуваме први на делегатите, а потоа свикуваме состанок, на кој состанок истакнуваме за поедини проблеми. Информирањето се изведува преку материјалите, преку делегатскиот информатор кој го добиваме редовно, а информирањето може да биде и поупростено. Имате некои забелешки? Забелешки имаме. И тоа во материјалите има поставено многу цифри и многу туги зборови. Велам цифри, бидејќи поедини податоци се објаснети во проценти, а пак велам туги зборови дека на некаде постои во материјалите пошироко објаснување на поединости. Тие поединости мене ми се чини дека не само мене, него и на делегацијата треба да бидат покуси, пократки, ради користење во време, а исто така и користење во материјали. Другар Бачанов, вие сте делегат и председател на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување. Кажете ни за првите резултати кои што се постигнати во функционирањето на самоуправните интересни заедници. Основањето на општинските интересни заедници е нова форма во нашиот самоуправен систем, меѓутоа ипак ќе настојам, ако немаме некој посебно искуство, да изнесам некои почетоци од действувањето на овој вид интересни заедници. Конкретно,
Општинската интересна заедница за здравство и здравствено осигурување е основана за подрачјата на општината Прилеп, Крушево и Македонски Брод. До сега собранието кој се состои од 3 собори, и тоа собор на даватели на услуги, корисници на услуги и земјоделци, значи има одржано неколку седници и на тие седници почетните резултати покажуваат дека во перспектива тој делегатски систем во оваа област ќе може да биде уште повеќе усовршен. Праксата ќе покаже дека ваквото основање на општинските интересни заедници за здравство и здравствено осигурување дојдува до израз личниот и заедничкиот интерес на работните луѓе, бидејќи во овој делегатски систем се јавуваат делегатите конкретно од давателите на услуги во двојна улога, бидејќи тие се уедно како даватели и корисници, бидејќи се вработени во одредени општествени дејности. Меѓутоа, сепак треба повеќе во наредниот период како пракса да по пат на самоуправна спогодба се регулира слободната размена на трудот, тек тогаш ќе можеме да ја постигнеме целта како интегрален дел да се јават општествените дејности и стопанството. И дури тогаш ќе дојде до израз начелото дека производителот, создавачот на средствата, значи и ќе биде и управувач за оние средства кои ги создава надвор од основната организација на Сдружениот труд. Што мислите, што треба да се преземи за да се оствари оваа цел? За оваа цел ќе треба во најбрзо време да се заклучат самоуправните спогодби со кои ќе бидат определени критериумите, тек тогаш значи ќе дојдат до сознание и стопанството и нестопанските дејности дека представуваат една интегрална целина и тек така ќе можат да се решават проблемите од оваа област. И како оценувате досегашната активност на планот на остварувањето на новиот делегатски систем во општината? Општинската организација на Социјалистичкиот сојуз имено и синдикатот во општината беа како носители на таа целокупна општествено-политичка активност во овој период мощне ангажирани и врз основа на таа ангажираност тие и ја исполнија својата задача во потполно според она што е и нивна надлежност во Уставот. Сакам да кажам дека во овој период беа конституирани 137 делегации во основните организации на Сдружен труд и 73 делегации во местните заедници со вкупно 2600 членови на делегациите. Структурата на овие делегации е 341 жени, 312 младинци и 1523 од другите структури. Во општината се конституирани исто така и 7 интересни заедници, самоуправни интересни заедници. А во тек е формирањето уште на 2 самоуправни интересни заедници. Во наредниот период делегациите ќе требат што повеќе да контактираат со базата, именно да излегуваат проблеми и предлози и од избирачите на делегатите во делегациите, а не само од извршниот совет и од собранието, од овие погорни структури, враќаат назад кон делегациите